Да се живее со деца со аутизам е предизвик, но и едно од најубавите нешта е кога се споделуваат радосните моменти. Вака накратко ја раскажа својата приказна родител на деца со аутизам од Охрид, кој на сите родители кои се борат со истиот предизвик, емотивно им порача дека нивните деца ќе успеат, ќе се образуваат и ќе постигнат нешто во животот. Томислав Бакулевски, кој е родител на две деца со аутизам, денес собра храброст јавно на денешната трибина посветена на аутизмот да проговори за предизвиците со кои неговото семејство секојдневно се соочува, но и повеќе за срекните моменти. Живеачката со нив е повеќе од убава. Не можеме да ви го објаснам, бидејќи се работи за деца што се премногу чувствителни, што се премногу интелигентни, тие не можат да го искажат во одреден момент под својата потреба. Децата се нашето најголемо богатство. И според ова што јас го имам искушено, треба да се грижиме за нив со поголема љубов. Еден од нашите реномирани стручњаци од областа на дефектологијата и аутизмот, професор доктор Владимир Трајковски, кој воедно и е еден од организаторите на трибината, вели дека тие како Македонско научно здружение за аутизам веќе 16 години се борат за подобрување на условите на семејствата со деца со аутизам. Од барања за отворање на центри до формирање на национален регистар и креирање национална стратегија за справување со аутизмот. И покрај законската регулатива која ја оценува како добра, професор доктор Трајковски потенцира дека мора да се работи на зголемување на бројот на дефектолозите во образовните институции. Во Скопје може да се каже дека е релативно добра, но во останатите градови сметам дека државата треба да смогне повеќе средства и да алоцира некои материјално-финансиски средства токму во овој сектор на вработување на дефектолози, затоа што инклузијата подразбира имање на кадри и имање на дидактички методи и имање на едуцирани професионалци, дефектолози, па и психолози, кои што би можеле, педагози, кои што би можеле да се вклучат во редовниот процес. Затоа што ако вие го пуштите едно дете во инклузивно училиште, а таму наставникот кој што работи со 30-35 деца, не ја познава проблематиката со аутизам, вие сте го осудили на пропаст тоа дете. Дел од денешната трибина беа и пратеникот во Собранието на Република Македонија доктор Сашо Василевски како председавач на интерпартиската парламентарна група за деца со посебни способности, кој во насока на подобрување на состојбата на семејствата кои имаат деца со аутизам информираше дека во 2017 година Македонија ќе го добие првиот центар за рана детекција на аутизам во населбата Козлево, Скопје. Од друга страна пак, на локално ниво, заменик градоначалникот Ангел Јанев истакна дека интензивно се работи на Центарот за аутизам во Охрид, кој ќе биде сместен во основното училиште Братство и единство. А потребите од подобрување на целокупното живење на семејствата на деца со аутизам се и тоа како големи. Податоците на бројни студии говорат за огромен пораст на бројот на деца со аутизам во последните 10 години, бројка која се уште е во пораст. Страшен е и финансискиот товар кој родителите на деца со аутизам го носат на своите плеќи. Професор доктор Трајковски на денешната трибина меѓу другото истакна дека според една студија во Соединетите Американски држави на едно семејство во еден животен век му се потребни помеѓу 3,5 и 5 милиони долари за покривање на животните трошоци. Инаку дел од денешната трибина беа и педијатри, психолози, психијатри, како и родители на деца со аутизам од Охрид, Штип и Ресен.